Добар ден, ученици! Денешниот час во Е-училница е наменет за предметот природни науки. Јас сум наставник Марија Богатиновска од Пробиштип и денеска заедно ќе истражуваме и учиме што? Ајде да откриеме. Сонце започнува со буквата така. Еш, одлично. Нос, клуч, браво. Автомобил. Кои букви ги добивме? С, Е, Н, К, А. А од нив добивме збор сенка. Денеска ќе правиме разни видови сенки. Ќе истражуваме од што зависи нивниот изглед, ќе истражуваме од што зависи нивната големина и ќе се забавуваме со сенки. Овој час се вика направи сенка. Ќе научиме да ги идентификуваме различните сенки од различни предмети. Ќе научиме како се произведуваат сенка, нивната големина и форма и дека прекинот на зракот на светлината ја произведува сенката. А ќе научите и дека позицијата на зракот светлина дава различна големина на сенката и понекогаш таа предизвикува оптичка илузија. За овој час ќе ви бидат потребни повеќе материјали. Светилка, што може да биде ламба електрична или џебна светилка на батерија, потоа стаклена чаша, пластично шише, некој пластичен капак од полупропуслива пластика, предмети од дрво, метал или било кој друг непровиден материјал и ситни играчки по избор, што ќе ти бидат потребни за истражувањето. Секако, училишниот прибор и тетратката по природни науки ќе си ја подготвиш и твојот учебник по природни науки и работните листови. Подготви се и продолжуваме. Пред да почнеме да ги истражуваме сенките, да повториме накратко. Кој е главен извор на светлина? Одговорите давај ги со цели реченици. Одлично. Главен извор на светлина е сонцето. Каков извор на светлина е сонцето? Така, сонцето е природен извор на светлина. Какви други извори на светлина постојат? Постојат и вештачки извори на светлина. Наброј неколку вештачки извори на светлина. Еве мала помош. Што беше тоа темнина? Така, темнина е отсуство на светлина. Што се случува кога светлината не може да помине низ некои предмети? Тогаш се создаваат сенки. Значи, за да се создадат сенки, потребен е извор на светлина. А кога светлината не може да помине низ тие предмети, таа се одбива и прави сенка. Сенките се создаваат и надвор и внатре, што значи дека под дејство на природните и на вештачките извори на светлина се создава сенка. На оваа слика се создала сенка под дејство на сонцето. Овде се создала сенка од вештачкиот извор на светлина, улична светилка. Исто така и овде, овие сенки се направени надвор од сонцето и овие дечиња што играат фудбал, а овде во собата е вклучена светилката и се направила сенка, одраз на детето. Ова се Матеја и Матеј и тие ќе истражуваат за сенките. Се прашуваат зошто сенките се различни. Сенките може да се различни од повеќе причини. Сега ќе истражуваме дали сенките зависат од материјалот од кој што се направени предметите. Ќе ги земете подготвените материјали, ќе ја вклучите ламбата, светилката и ќе ја земете стеклената чаша. Ајде да забележиме каква сенка ќе се направи. Сигурно вашата сенка личи на оваа. Зошто сенката од стаклото е ваква, бледа, незабележлива, прозирна? Затоа што стаклото е пропуслив материјал. Низ стаклото слободно поминува светлината и затоа создава така бледа сенка. Ако го земеме капакот, што е направен од полупропуслива пластика, ќе добиеме малку по-темна сенка за разлика од оваа што е од стаклото, а тоа е затоа што овој материјал е
малку заматен и не ја пропушта целосно светлината. Ќе пропушти само дел од светлината и затоа ќе направи не многу јака сенка, но не и многу слаба како што беше оваа сенка од стаклото. Провидните материјали создаваат послаби и провидни сенки. Тоа е затоа што стаклото целосно ја пропушта светлината, додека оваа полупропуслива пластика делумно ја пропушта светлината. Ова се вика одраз на сенката, значи ова е одразот. А сега ќе го земеме оној предмет што е направен од непропуслив материјал. Каква е неговата сенка? Забележуваме дека сенката е темна и многу поизразена за разлика од претходните две сенки. На оваа фотографија најдобро се прикажани, значи, какви сенки се добиваат од различни материјали. Непровидните материјали прават потемни сенки затоа што тие ја стопираат светлината и таа воопшто не може да поминува преку нив. Провидните материјали, како што е стаклото, прават многу бледи сенки. Полупровидните материјали, еве како овој лампион, например, прават малку поизразени сенки, а непровидните материјали прават темни сенки. Сенките се разликуваат и по нивната должина. Забележуваме дека овде на овие фотографии сите сенки имаат различни должини. Зошто ли сенките се различни по нивната должина и како тие паѓаат? Ајде да истражиме. Должината на сенките зависи од тоа како е поставен и колку е оддалечен изворот на светлина од предметот. И запомтете, сенката секогаш паѓа спротивно од изворот на светлина. Значи, еве го девојчето, позади неа е сонцето, а пред неа е сенката. Наутро, кога сонцето изгрева на исток, сенката паѓа спротивно, значи на запад. Напладне сонцето е над нас, а сенката е под нас и тогаш е најкратка. А попладне сонцето оди кон запад, значи спротивно од оно што беше кога беше утро, и сенката во тој случај ќе биде спротивно, значи ќе оди кон исток. На овие слики најдобро се прикажани, значи, движењето на сонцето и движењето на сенките. Како се движи сонцето, така се врти и спротивно од него сенката. Еве. Сега е сонцето горе, сенката долу. Кога е сонцето од левата страна или од десната, сенката е секогаш обратно. Да правиме сенки и да ги истражуваме. Еве, ова девојче истражува зошто некоја сенка е подолга, а некоја пократка. Кога предметот што сакаме да му направиме сенка е поблиску до изворот на светлина, тогаш сенката е поголема, тоест подолга, но е побледа. Сега девојчето го оддалечило предметот и каква е сенката? Одразот на сенката е појак, значи сенката е потемна, но е пократка. Запомти, кога предметот е блиску до изворот на светлина, тогаш се создаваат долги сенки. Кога предметот е далеку од изворот на светлина, се создаваат пократки сенки, но потемни. Овој ученик со своите прсти се направил сенка што личи на куче. Сенките се потемни кога материјалот е непровиден. Еве, нашето тело е непровидно и затоа оваа сенка е толку јака и изразена. И сенките секогаш ја имаат истата форма, како што ја има и формата на предметот преку кој што светлината не може да помине. Дома можеме да си направиме и театар со сенки или во училиште. Јас правев театар со сенки од една обична кутија, која што ја направив да личи на телевизор. Позади неа закачив една ламба, што е извор на светлина. Мора, значи, да имаме извор на светлина и различни форми, искроени и залепени на стапчиња. И така
на учениците им правев театар со сенки. Дали можете да откриете за која приказна станува збор? Девојка, голувче, пиле, замок, принцеза, принцеза и принц. Така е, погодивте. Овде им ја раскажував Пепелашка. А сега ќе ви раскажам една друга. Слушајте внимателно. Извор на светлина. Еве го нашиот извор на светлина. Сега јас ќе ви ја раскажам приказната за... Препознавате ли? За трите прасиња. Си биле три прасиња. Многу сакале да си играат. По цел ден биле надвор. Најмалото прасенце било најпалаво. По цел ден не можеле да го приберат дома. А кон него честопати му се придружувало со неговата топка и неговото постаро братче прасе. Нивниот најстар брат многу бил сериозен и честопати доаѓал да ги искара затоа што само си играат и ништо не работат. Тие тројца се договориле да си направат кукички затоа што се наближувала зимата. Првото прасе рекло: јас ќе си направам кукичка од слама. И така прасето си направило кукичка од слама. Но во шумата постоел еден страшен волк. И тој цело време ги бркал прасињата. Кога ја видел кукичката од слама и му рекол: отвори ја вратата! Отвори ја вратата! Или ќе ти ја дувнам кукичката! Земал силен здив и почнал да дува. Кукичката од слама се разлетала на сите страни, а прасето тргнало да бега и отишло кај неговото средно братче, кое пак си направило малку поголема и поцврста кукичка од дрва. Кукичката од дрва била малку посигурна, но волкот и таму ги нашол. Дошол и почнал да тропа: отворете! Отворете! Прасињата не ја отварале вратата. Волкот земал оште посилно здив и почнал да дува. И успеал да ја сруши и кукичката од дрва. Двете прасиња многу се исплашиле и веднаш почнале да трчаат, да бараат помош од нивниот најстар брат, кој што бил највреден и си направил вистинска куќа од цигли. Волкот ја пронашол и таа куќа и почнал да вика: отворете! Отворете! А прасињата се смееле од прозорецот. Не ти отвараме, не ти отвараме. Сега ќе видите како ќе ви ја срушам куќата. Дувал волкот, дувал, но куќата никако да се сруши. Таа била многу цврста. Дувајќи волкот му се слошило и почнало да му се врти свест. Решил да се качи преку оджакот и да влезе внатре. Но трите прасиња биле подготвени за неговите игри. И тие му подготвиле еден лонец во кој што паднал и веднаш се изгорел. Така трите прасиња продолжиле да живеат заедно во кукичката на најголемиот брат.
Ете, тоа беше театарот со сенки во домашни услови. Се надевам дека ви се допадна. А сега е време за задачи. Ке ги сработиш вежбите во работната тетрадка на страна 7 и 8. Тие се едноставни и брзо ке ги завршиш. А потоа, твоите омилени предмети, што ги спомнавме да ги подготвиш на почетокот на часот, ке ги поставиш вака на еден бел лист хартија, позади нив ке вклучиш некоја светилка за да се направат сенки и ке ги нацрташ сенките на предметите. Се надевам дека оваа активност многу ќе ти се допадне и успешно ќе ја завршиш. Она што ќе го сработиш, ќе го фотографираш и ќе го испратиш на твојот наставник или наставничка. Ти благодарам на вниманието.